Британија се простува од својата кралица Елизабета II, која владееше 7 децении и важеше за најмокниот британски монарх. Таа почина на 96 годишна возраст во дворецот Балморал во Шкотска, а веста за нејзината смрт ја соопшти Бакингамската палата. Британското знаме на врвот на палатата беше спуштено на половина копија во 18:30 часот по локално време, откако неколку часа претходно кралските лекари соопштија дека се загрижени за нејзиното здравје и порачаа дека мора да биде под медицински надзор. Сите нејзини деца, Чарлс, принцезата Ана, принцот Ендру и принцот Едвард, веднаш се упатија во шкотскиот замок за да бидат со својата мајка, откако беше соопштено дека на кралицата е потребен постојан медицински надзор. Ним им се придружија синовите на Чарлс, принцот Вилијам и неговиот брат, принцот Хари. Најстариот од нејзините 4 деца, Чарлс, принцот од Велс, кој со 73 години е најстариот наследник на тронот во британската историја, веднаш автоматски станува крал на Обединетото кралство. Официјално е потврдено дека ќе се вика Чарлс III, но поради почит кон кралицата, неговото кронисување нема да се случи за брзо време. Церемонијата на кронисување обично се чека 1 година, бидејќи се смета дека е несоодветно да се одржи кронисување веднаш по смртта на претходниот монарх. Тоа е долг период, на жалост. Освен во Лондон, луѓето ширум светот ја одаваат почит на починатата кралица и положуваат цвеќе пред британските амбасади во своите држави. Знамињата на Европската унија пред Европската комисија во Брисел се спуштија на половина копија. Мислам дека е шок, тага, но исто така сакаме да прославиме каква неверојатна жена беше таа. И едноставно почувствувавме дека мораме да дојдеме овде денес и да оддадеме почит, затоа што таа од секогаш била дел од нашите животи. И малку е веројатно дека некогаш повторно ќе имаме кралица во нашите животи. Затоа сакаме навистина да се сеќаваме на неа. Уште кога бев дете ја гледавме. Мислам дека ова е голем шок за нацијата. Знаете дека боли и многу луѓе тегуваат. Да, ова е голема загуба за земјата и за сите широм светот. Период на жалост на британското кралско семејство за кралицата Елизабета II ќе трае од сега до 7-миот ден по погребот, соопшти од Бакингамската палата. По смртта на нејзиното височество кралицата, желбата на неговото височество кралот е од сега до 7 дена по погребот на кралицата да се почитува периодот на кралска жалост. Одделно од националната жалост која се очекува владата да ја прогласи денеска, кралската жалост треба да ја почитуваат членовите на кралското семејство, персоналот на кралското домаќинство и представниците на кралското домаќинство на службени должности.